Ај, накратко пак ќе објаснам. Имам завршено 2 академии воздухопловни, на кратки црти имам доволно познавање за некој што се однесува од радио фреквенции и инструменти во авионот, кои што може да бидат и смртоносни за некои луѓе и нормално и безопасни. А што се однесува до 5G технологијата, не сум експерт ни за 4, ни за 3, ни за другите. Но затоа во гостин имаме дечко кој што буквално доста од својот живот го има посветено и се бави со конкретно тие работи. Па Бруно, представи се. Јас сум Бруно Джоговик, благодарам што ме повикавте да интервјуа. Веќе поминав долго време во Норвешка на студии, работам на докторат и на истражување во врска со 5G. Ја произведуваме технологијата, истражуваме се во таа област. Од скоро време почнав да се вклучам во некои проекти исто во врска со здравјето за 5G, затоа што имам колешка, работиме баш блиску во врска со тоа, затоа што завршив исто одел за биомедицинско инженерство, така да имам познавање од медицина. Кога ќе ги скомбинирам овие две работи, баш можев да видам во последниве година-две дека навистина има нешто што се однесува во врска со донесување на полиса во однос на 4G, 5G, без разлика за кои технологии станува збор, за здравје и за радиофреквенции во глобала. Така да ќе објаснам малку на почетокот за тоа што е 5G, како функционира, да се расчистат некои мисконцепции, затоа што луѓето многу имаат мисконцепција дека 5G тоа е само за гледање видеа на YouTube или не знам, augmented reality и такви работи. Во сушност тоа е само еден мал дел зашто 5G тоа е надвор, така да во реалност немаме ни потреба за толкав спектар, затоа што просечниот човек може да функционира во секојдневниот живот и со 4G и со Wi-Fi, така да ќе видиме зашто 5G е многу битно за индустријата и за зачувување енергија исто и за такви работи. Ќе објаснам исто малку околу медицината за радиација, кога ќе се спомне радиација. Имам еден многу добар журнал тука од IEEE. Значи, ова е нешто што го следам постојано и најдов еден многу интересен артикл. Журнал се вика Potentials од IEEE и се однесува за револуционерни радари. Значи, ова е 2019. Сега не е се за воздухопловство, има нешто за дронови, има нешто за детекција на витални знаци од луѓето со помош на микробранови радари, така да беа опасни овие работи, немаше да се користат за детекција, туку ќе се користеа за некои деструктивни апликации. Сега еден артикл кој што ќе го објаснам, ќе прескокнам се во врска со радари, ќе идеме директно на ова. Кога ќе го видиме знаков, веројатно сите одма почнуваат да мислат радиација е една работа и тоа е тоа. Светлинава што ја гледаме радиација, се е радиација, значи звукот е радиација што го зборуваме, значи зрачење, има некој извор и го следи законот за inverse square, значи inverse square law, законот кажува дека се што има омнидирекционален патерн на зрачење, си има свој метод како исчезнува зракот постепено. Сега можеме да почнеме, ако имаш некои прашања слободно. Тие би ги пуштив прашањата. Така, имам тука листа, сите може да видат. Така. Имам извлечено некои 11 прашања. Ти имаш 10, мислам, од кои што последните се кои земји имаат 5G мрежи и 11-тото кои земји имаат забрането 5G и зошто. Вака се, напочнеме. Што е уствари 5G? Повели. Вака се, ќе шернам скрин. Мислам дека вака ќе биде најдобро. Дали гледаш скрин моментално? Да, цел. Топ. Сега ќе идеме од почеток, зашто најдов тука доста добри артикли. Ова е едно истражување што во моментот го работиме со колешка. Значи, буквално се фокусираме на тоа за ефектите на здравјето на millimeter wave радиото, кој што ќе биде користен во 5G во одредени
сегменти. Значи millimeter wave не е главниот сегмент на 5G. Тоа ќе биде само за high bandwidth, за широкопојасните мрежи од 5G. Значи се фокусираме конкретно на тоа, затоа што тоа ги плаши луѓето најмногу, сметаат дека високата фреквенција ќе има штетност на здравето, така да ќе видиме што е во суштина, од каде потекнува сето тоа. Не само на здравието, него еве покажуваат и некои други, баш имаше и пред малце коментар, некои како делуваат и на бубашвабите. Значи и на инсекти. Предпоставам дека тоа се однесува на целиот живот свет, зашто имаш исто така и до тоа ќе дојдеме. Апсолутно, да, на организмот. Така да тоа се аргументи кои што не донесуваат никаков доказ со себе, туку се само аргументи без никаква основа. Ќе видиме за тоа понатаму. Прво ќе објаснам што е 5G, што е разликата со 4G, за да се расчистат некои работи на почеток. Тука најдов еден многу добар инфографик, ќе почнам со ова. Прво, зошто луѓето онака почнуваат со 5G, зошто се развива 5G-то. Луѓето мислат дека имаме потреба од повисока брзина и не знам ти што. Не, нема врска тоа. Прва работа е power saving, зачувување на енергија. Значи, келиите од 5G ги намалуваме. Значи, секоја келија сел, за која што е предмет на емитување, ќе има многу намалена моќ на емитување. Тоа значи дека автоматски логиката со тоа што се излажуваме на микробранови ќе биде многу помала од тоа што е денеска во 4G. Еве ќе дадам еден пример, имам software defined radio, базна станица. Ова може да биде се, може да биде 2G, 3G, Bluetooth, зависи како го програмираш, може да биде радар, може да биде се. Значи, ова го користам за истражување за 5G конкретно. Тука седи во мојата соба, креветот кај што спие бебето, така да ако беше нешто опасно, јас прв немаше тоа да го ставам во собата кај мене. Така е. Втора работа е индустрија. Значи, имплементирање на 5G ќе се зголемуваат не заради тоа што луѓето ќе плаќаат повеќе за 5G. 5G ќе биде поевтино, туку затоа што инстанцирањето на 5G ентитети ќе биде многу пониско. Значи, цената за поставување на една 5G мрежа е далеку пониска од цената за 4G мрежа. Зошто? Затоа што 5G е софтверска мрежа за разлика од 4G која е хардверска мрежа. Значи во 4G имаме специјализиран хардвер кој што го контролира центарот на да речеме на T-Mobile на пример. Значи T-Mobile мора да инвестира во специјална опрема, рутери, service gateway, packet gateway, тоа се специјални рутери, хардвери, switching equipment што се вика опрема. Тие коштаат премногу. Значи, за да намалиме цената на нешто такво, можеме да ја префрлиме сета таа мрежна функција во софтвер и истата да се инсталира на обичен компјутер. Значи, јас можам, например, да инсталирам Core Network, јадрена мрежа, значи центарот на јадрото на 4G или 5G, на лаптопов што седи до мене, да е поврзан базнава станица, не знам, од било каде, и да добијам интернет конекција преку мојот телефон и преку базнава станица и да работи на компјутер. Значи, за тоа треба многу помала моќност. Во суштина не треба да инвестирате за никаков хардвер, се инсталира чист софтвер и тоа е тоа. Значи, тоа е моќноста на 5G. Не е радиото и access pointот што се вели, тоа е само еден мал сегмент. Во суштина во бекендот, во Core Network, тука лежи целиот заек, затоа што ако сакаме да направиме нешто да се скалира на поголеми сегменти, како што е, например, делов осликава тука, ова ќе биде апликација на 5G за Smart City. Значи, во Smart City ќе имаме возила што возат автономно, без возачи. Ќе имаме исто авиони што летаат без пилот, така да, за жал, струкиве исчезнуваат полека заради 5G. Тоа е еден недостаток, не радиацијата, така да имаме друг проблем тука. Тоа е за радиацијата воопшто нема потреба да се фокусираме. Сега друг аспект е тоа што ова ќе зачувува многу пари, затоа што нема да има потреба веќе да се инвестира во продукција на работиве толку колку што било порано.
ова автоматски ќе намалува цени. Значи се што ќе купуваме во однос што има поврзаност со 5G-то, ќе има многу пониска цена, значи ќе биде попристапно за нас и нема да имаме потреба толку пари да трошиме на многу работи. Така да ова е критичното, значи се за зачувување на пари, да се обезбеди луѓето да не плаќаат толку многу. На крај секој ќе рече нема врска, тоа се мисли само за себе, за индустријата, како да направат милиарди. Не, тие секако ќе направат милиарди. Јас нема да направам милиарди, затоа што јас сум само научник кој работи на ова, мојата плата ќе биде како некој чистач што работи на истото место кај што работам ја, така да ја нема да видам од ова ништо. И зошто, на пример, би имал потреба да кријам нешто или не знам, да ширам некои теории безсмислени, ако мене не ме плаќаат доволно. Значи не сум платен доволно. Тоа сакав да го потенцирам, дека ова не го правиме ради некои политики, ради влади, ради ова, она него гледам доста преку ноќ се појавија луѓе кои, како да кажам, не знаат да си ги платат сметките преку интернет, а преку ноќ стана експерти за 5G, за корона, за chemtrails, кој што планирам тоа исто така да направиме една добра емисија за тоа. Тоа ти си поголем експерт за chemtrails и како кондензацијата функционира од авиони во лед, тоа за тоа не знам многу, ама знам дека кондензацијата е скоро иста како и кај колите кога испуштаат издувни гасови, со тоа што подрачето кај што се испуштаат горе ти се на минус 70, автоматски имаш кристализација која што се појавува како мал облак. Но тоа отом потом ќе објасниме. Добро, ти колку толку генерално сега обош објасни за 5G основно, за да сватат луѓево каде е примената ете. Значи тоа е најбитно, примената, значи ќе биде во транспорт, во индустрија, во производство, за фабрики, за автоматизација, значи таму лежи најмногу инвестицијата за 5G. Телот кај што ние ќе користиме Huawei имам P30 Pro 5G, го користам за истражување тука. Тоа е само еден мал дел, значи нема да приметиме голема разлика, затоа што 5G и 4G јадрото на мрежата ќе биде исто, значи ќе коегзистираат, не е нешто дека 5G е вау, супер нова работа, се е базирано на претходните технологии, значи 4G е базирано на 3G, 3G и се иде понатаму, 5G е базирано на 4G. Например, автентикацијата, SIM картите кои што ќе ги користиме во 5G ќе бидат исти. Принципот ќе биде доста сличен, ќе има добро, тоа го разбирам. Извини, малце ми се изгуби мрежата. Бруно, се слушаме? Апгрейди, можеме да кушам. Да, малце се... Те слушам. Добро. Ај кратко исто. Да објаснам што е разликата помеѓу 4G и 5G. Добро, тоа не е едно од прашањата, во ред. Прва работа, што објаснив во бекендот, во јадрото на мрежата. Втора работа, чека само да идам да најдам ако имам тука, не знам кај имам зачувано PDF, мислам дека беше така. Имам еден многу добар инфографик од PDF-ов. Што е разликата помеѓу 4G и 5G? Што спомнавме Connected Community, Smart City, Smart Infrastructure, тоа автоматски за возила и за индустрија, за здравство, се ќе биде конектирано. Ајде понатаму да видиме што е работата, разликата помеѓу 4G и 5G. Има добар пример, така да Connected Farms, ова беше исто еден многу добар проект, како можеме да зголемиме производство на храна за луѓето со помош на 5G и сензори и такви помошни мрежи. Ова е многу добра работа. Сега што гледа на животните на сликата, така да претпоставам дека не е опасно за нив. Не е опасно воопшто, така да ќе видиме за тоа понатаму за здравствените ефекти. Има еден дел каде што во едно истражување имаат пронајдено дека електромагнетните бранови во глобала можат да извршат поларизација на ќелиите, но дали тоа има некаков клинички импакт не е докажано, затоа што во сушност нема, ние сме изложени на електромагнетна радијација постојано. Електромагнетна радијација доаѓа од секаде, доаѓа од самото ротирање на земјата, генерирање на магнетосферата на планетата, така да
постојано постои polarity shift на ќелиите во човекот и во останатите животни, во целиот животински свет. Така да нема никаков клинички импакт тоа. Единствена работа што микробрановите прават е загреваат. Значи микробрановите пренесуваат топлинска енергија и се апсорбираат најмногу во вода. Така да ние сме составени од вода и микробрановите се апсорбираат во нашето тело и се загреваме. Сега тоа загревање колкаво е? Тоа е целото прашање. Дали тоа има врска со рак или не? Апсолутно нема. Затоа што ќе најдам исто истражување, тука ќе покажам дека навистина нема никаква конекција помеѓу изгореници и рак. Значи ракот е специфична. Тоа имаше баш со како изгореница и изгореница од радиобранови, тоа се две различни работи. Да, апсолутно. Финтата е што да предизвикаш кршење на ДНК-та синџири, потребна е многу висока енергија, високи фреквенции, ултравиолетови зрачења, X зраци, гама радијација, тоа е веќе друг муавет. Тоа е апсолутно друг спектар. Тука збориме за нуклеарна радијација. Тоа не е исто што и микробранови и радиобранови. Значи, колку што можеме да загрееме вода со силен звук, појаче го басот на вуферот, така исто функционираат микробрановите, загреваат вода. Сега, колку треба енергија за тоа, ќе треба микробранова печка, а микробранова печка во сушност не е базна станица. Базните станици во 4G, како што гледате на сликава, имаат многу поголем трешолд на зрачење, затоа што големите ќелии, кои што се викаат макрокелии, тие имаат обемност на зрачење од десетици километри, 13, зависи како се поставени мрежите, се од архитектурата на провайдерот. Во 5G ќе биде исто, само што мокноста на истите ќе биде намалена, нема да имаме потреба толку да пуштаме енергија поради нови чипови што искачаат. Овие чипови се базирани на индиум и специјален 3D printed материјал, кој што има многу поголем power saving, значи нема потреба веќе да инвестираме толку енергија за да зрачиме со толкави мокности како порано. Ако ишто било штетно до сега, во секој случај ќе се намали повеќе, така да единствена работа што ќе биде е микрокелиите, малите келии кои што ќе бидат поставени во градовите. Овие мали келии, small cells, може да бидат femtocells. Femtocell ќе биде нешто како ова, например, што ќе работи во твојот дом, не надвор од домот, ќе има ограничен домет. Сега, другиве мали келии ќе бидат поставени на најмногу на уличните светла и по улиците. Сега, за да имате конекција со овие, ќе мора да бидете надвор, затоа што millimeter wave, овие бранови кои што со 30 до 300 гигахерци, тие не пробиваат, не можат ни да пробијат преку хартијава. Значи, единствен ефект кој што може да го имаме директно од овие келии е на очите или на кожата, ако се толку мокни. Значи, мокноста на овие зраци треба да биде толку голема на ниво на микробранова печка, за да може да ви ги изгори очите. Тоа не може да се случи, не знам, ако земете и ставите две базни станици на очите, онака 24/7, па ништо нема да се случи, затоа што мокноста нова е толку мала, минимална. Сега, ако го расчистивме тоа, да направиме една мала разлика на фреквенциите, на спектарот прво. Ова е радиото. Сега, испод 1 гигахерц е она што најмногу го знаеме како 2G или GSM. Значи, тоа некаде од 400 до 850-900 мегахерци стандардна конекција. Сега, што помала е фреквенцијата на брановите, многу е поголем дометот. Значи, макрокелиите, оние што зрачат по 10 десетици километри 15, тие работат на пониски фреквенции, затоа што ако ја зголемиме фреквенцијата, ако идеме на 100 гигахерци, ова нема да има домет неколку десетици метри или 100 метри максимум. Така да малите келии се направени погусти, едни меѓу себе други, за да може да функционираат воопшто. Сега, работата е што ако сакате да зрачите на 10 километри, мокноста што треба да се инвестира во оваа базна станица ќе треба да биде поголема. Ако сакате да направите кластер како што е овој од мали келии кои што ќе бидат поставени низ улиците, мокноста ќе биде драстично помала. Тука збориме за миливати, пиковати, значи мокност која што е нерелевантна ни за бактерии всушност.
Нема да идам понатаму со тоа како функционира 5G и работиве, затоа што навистина ќе треба многу за да се објасни се. Треба, Можам него само да главните кажам, работи гледавме да ги објасниме за тие што не знаат или што значи, спекулираат. така. Сега ќе се префрлам на ефекти на здравјето. Значи, прва работа од каде што потекнува сето тоа, сето тој муабет за ефекти на здравјето од електромагнетни бранови е истражување кое што беше спроведено, мислам, некаде крајот на 90-тите и покажа дека постојат некакви ефекти на здравјето, меѓутоа не е докажано што. Сега, откако тоа се случи, почна интернетот да се развива и со развивање на интернетот луѓето се повеќе конектирани помеѓу себе и разменуваат мислења. Сега, како тоа функционира на донесување на полиса од страна на владите, од страна на експертите. Истражувањето ќе го пуштам како линк да можете да го прочитате, можам и да ти го пуштам за да го преведеш на англиски и публицирано во IEEE магазин, што го споменав на почетокот, и ќе референцирам од тука една многу битна работа. Значи, ова нема врска ни со медицина, ни со ништо, туку со политика конкретно. Значи, истражувањето се вика Perception versus Radioactive Reality. Еве линк. Значи, може да се најде на IEEE, може да се најде секаде. Ова е многу познат артикл и навистина, кога го прочитав, сватив за што се работи. Значи, ми стана јасно зошто луѓето се толку под мисконцепции, толку под се. Како што е докажано, можете да видите, пишува тука убаво, ќе го пуштам линков кој сака. Да. Линкот може нема да стави гајле. долу. Така да, линкот ќе го најдете, ова може да се најде секаде. Со модерната технологија научниците имаат истражено импакт на изложување на радијација под 1 милисиверт. Сиверт е единица на апсорбција на радиоактивен материјал во човековото тело и тоа служи за мерење на јонизирачка радијација која што врши кршење на ДНК-та. Ние сме изложени на ваква радијација секој ден. Значи, дали доаѓа радом од под куќата, тоа малку луѓе знаат, меѓутоа имам тука еден куп истражувања, така да нема да можам за сето да зборам како радијацијата функционира на кршењето на ДНК-та и како излажувањето на радон е еден од главните причинители на канцер на белите дробови кај непушачи. Така да тоа е еден многу битен фактор да се сфати. Позадинска радијација, која што ја абсорбираме постојано во текот на денот, во текот на годината, 10 години, без никакви 5G, без ништо. Значи, тоа доаѓа од Сонцето, доаѓа од интерстеларна радијација, доаѓа од подземјата, од распаѓање на радиоактивни изотопи, водата која што ја пиеме, значи од се помалку се надодава и абсорбираме радиоактивен материјал. Сега, ова е многу поголем причинител за канцер и за долгорочни акутни заболувања, отколку било што друго кое што го произведуваме во форма на синтетичко зрачење како радиобранови. Синтетичко зрачење од типот на плутониум и нуклеарни бомби е нешто што е има многу поголем импакт на живиот свет отколку нешто вакво. Тоа е неголемата разлика која што луѓето треба да ја сфатат. Сега, тука има еден сегмент кој што објаснува како се донесува полиса, како владата донесува полиса врз однос на тоа како мисконцепцијата на луѓето врши инфлуенца за донесување на радиоактивни полиси. Значи, кратко да кажам, сета полиса која што е донесена као safety measure е донесена врз основа на тоа што луѓето мислат, не врз основа на тоа што е докажано како научен факт. Значи, трешолдот, границата на која што е доведена safety levelот според Светската здравствена организација за излажување на микробранови и така натаму, таа граница е као да се даде на луѓето малку мир, чисто ради реда што се вели, не ради тоа што е вистина. Таа граница може да биде многу повисока, значи моќноста на зрашење на базните станици и на седото може да биде далеку повисока без никаков ефект врз живиот свет.
туку е сведена на максимален минимум што се вели за да се даде на луѓето малку мир. Чисто да не се зборува премногу. Ајде, ете, тоа е тоа. Значи, доведувањето на полиси се врши според три принципи. Кој сака нека го погледнува, за да не одземам премногу време, ќе видите дека проблем, идентификација на проблем зависи многу од политичката партија во државата која што е на власт, од луѓето кои што зборат за ова, како се вртат муабети. Значи, вртењето на муабетите инфлуенцира реалност. Не е нешто што научниците ќе го кажат, туку што луѓето го зборат за жал. Па технички луѓето како теорија кој ќе видат, они мислат дека тоа е факт и се врзуваат многу за таа теорија или теза. И така, тоа е стајано укрпчај, готово демек. Теоретски е возможно, точно, ама додека не се докаже не е така и сега затоа искачат и муавети. Точно, ти рече дека за 5G тоа е доволно и опширно објаснуваш, гледам дека еден коментар има овакво од еден Гоце, комшиче пријателче, вика Бруно нека каже колку е безбедно за човекот, вика бубашвавите кои се отпорни на нуклеарна радијација се пореметиле од радијацијата на 5G. Сега конкретно не знам за кој 5G прашува. Па што докажале дека е безбедно за човекот со кое научно испитување, не да кажува дека не е штетно. Еве, вака сега. Радијацијата, да ја наречеме радијација на 5G е концепт од неколку дела. Значи, и првиот дел се вика sub-6 mm sub-6 radiation, тоа значи испод 6 GHz ќе имаме комуникација како што имаме до сега и ќе има над 6 GHz. Сега овие радијации кои што луѓето ги сметат за опасни се над 6 и во сушност се помеѓу 30, 60 до 100 GHz тука. Тоа се вика millimeter wave spectrum. Истражувања за millimeter wave ефект на живиот свет постојат колку сакате. И сите доаѓаат од Советскиот сојуз, од 70-тите уште понаваму. Така, знам, има одамна. Има одамна и тоа е нешто што луѓето го имаат идентификувано како потенцијален терапеутски сегмент. Значи, millimeter wave радијацијата не е лоша во суштина за човекот, туку е добра. Значи, постојат било за лечење, значи луѓе кои што биле подлежени на радијација се осеќале многу подобро, се намалила инфламација, се намалила болка. Значи сега ќе ви пуштам исто едно истражување тука. Прво ќе кажам што е specific absorption rate. Значи SAR е мерна единица која што се мери колку неионизирачка радијација се абсорбира во жив организам и се мери по вати врз килограм на единица. Така да ова е воспоставено како една апроксимативна мерна единица да се одреди колку од прилика абсорбираме неионизирачка радијација. Сега тоа е многу тешко да се одреди затоа што ова се ниски нивоа на радијација и истите може да бидат пореметени чисто од исхраната на човекот. Да речеме, човек кој што не јаде здраво е многу подлежен на некакви болести, без разлика на тоа дали е изложен на неионизирачка радијација или не. Значи, исхраната многу повеќе ќе ви влијае отколку било што друго. Така да, ова единица исто е во прашање денеска, дали ќе можеме да се држиме под ова и Светската здравствена организација вложува на истражување за истава работа многу. Понатаму, сега ќе кажам едно кратко за програмирана смрт на келиите во организмот. Медицински, нашите кели изумираат затоа што старееме. Тоа е една работа. Друга работа е, ќе бидеме повредени од нешто. Дали ќе биде пресек, дали ќе биде убој, дали ќе биде изгореница. И за да се исчисти организмот од мртвите келии, мора да постои процес како сето тоа ќе се елиминира од организмот. Истиот процес се вика апоптоза. Значи апоптозата е воспоставен процес во медицината, можете да го дискутирате со било кој доктор и ќе ви каже што е апоптоза или да најдете истражување колку сакате. Еве на NCBI можете да видите тука за апоптоза, ако сакате да прочитате подетално. Ова се истражување кои што се веќе воспоставени со децении. Многу познат концепт. Сега, има истражување кое што направиле експеримент и тоа е од многу скоро,
2011. Истото истражување се фокусира на millimeter wave зраците кои што се користат во 5G-то и може да покаже дека millimeter wave зраците индуцираат апоптоза. Значи, ако апоптозата се индуцира сама по себе, луѓе имаат проблеми со имунитетот, например, поради пушење или поради нешто друго. И истите организми на тие луѓе не можат да индуцираат апоптози да се отарасат од канцерогените кели, да речеме народски кажано. Покушавам да зборам така за да биде многу поразбирливо. Сега, другата работа е што така е, па ова се работи кои што се тешки да се разберат во суштина. Јас на пример не сум доктор, имам познавање во биомедицинско инженерство затоа што имам истражување во таа област, меѓутоа за да навлезете детално во ова треба навистина човек да потроши многу време и са еден човек е ништо, за ова работат илјадници, милиони луѓе, така да ова се работи кои што се воспоставени како окей и затоа се воведуваат. Да беше нешто лошо, ќе беше многу дискутирано и во научните кругови ќе беше немаше туку така лесно да помине на peer reviewed журнали. Сега како што гледате во абстрактов на истражувањето покажано е дека millimeter wave радиацијата индуцира апоптоза. Значи предизвикува апоптозата да се покрене во организмот за да може да ги елиминира штетните материи, вклучувајќи кој канцерот. Значи организмот кој што нема можност да се бори против канцер, ако е изложен на 5G, може да дојде до шанса да самиот себе се лечи, да се регенерира. Да си помогне. Значи, да си помогне во дали ќе бидат малигни тумори, дали ќе биде во прашање нешто друго. Ако функцијата на бубрежната функција е намалена и слободните радикали повеќе флуктуираат во телото, тие ќе предизвикуваат поголемо кршење на ДНК и поголема инциденција од канцер. Сега ако апоптозата е зголемена, истата елиминација на овие штетни кели ќе биде зголемена, така да некако не ми иде логиката дека 5G-то ќе предизвика канцер. Следна работа на прашањето е дека е безбедно за човекот, дури и до негде и помошно. Така. Друго истражување што можам да наведам е дека millimeter wave брановите исто намалуваат инфламација во телото. Значи, ова истражување кое што е публицирано во 2006 во суштина од украински научници, истите имаат направена колекција од истражувања кои што се спроведени во Советскиот сојуз. Овие истражувања не се публицирани на западот затоа што се спроведени на луѓе. Значи, пореално од ова, амин. Контроверзно затоа што е спроведено на луѓе, доброволци, сега дали Сталин зимал доброволци или не, тоа е друга дискусија, како и да е, во научните кругови ова поголем доказ од ова, амин. Значи, направиле колекција од истражувања кои што покажуваат дека millimeter wave брановите се многу побезбедни од јонизирачка радиација која што користиме за третирање канцер. Значи, ако појдете за третирање канцер под гама радиација, тоа е, како се вика, double-edged sword, нож со двеоштрици. Или ќе умрете од радиацијата, или ќе умрете од канцерот. Така да, тоа е тоа. Сега тука имаат покажано дека луѓе кои што имаат хронична болка, например, дали ќе биде од скршеница на колено, дали било што, ако патите од хронична болка, millimeter wave радиацијата ова се поголеми нивоа, збориме за далеку поголеми нивоа на радиација од тоа што ќе имаат 5G базните станици. Сега да речеме дека нешто може ти 5G базните станици да ви помогнат со главоболката, ама тоа нема да има никаков ефект затоа што тие нивоа се многу помали од ова. Плюс, како што гледате на слика, ова се фокусирани зраци. Луѓето пријавиле дека се осеќаат многу подобро после терапијата. Значи, постои механизам во телото кој што индуцира хормон што се вика допамин, кој што помага при болка, помага при добро состојбата на телото. Значи, луѓе кои што не произведуваат доволно допамин или ќе бидат во депресија или ќе имаат некакви проблеми. Значи, постојат големи спектри на проблеми од тој аспект.
Сега како што гледате од резултативе, ова можете да го видите, линков може да го копирате или да го побарате Ќе го истражувањето. ставиш на коментар, ако не? Ќе го ставам на коментар, сите линкови ќе бидат Одлично. така да не е проблем. Може луѓето да си прочитаат сами. Значи Да. ова се изворот каде што треба да се чита, не да се слуша од Чичко Перо позади Fake news. 19-ка или не знам такви муавети, мислам тоа нема смисло. Така да јас сам исто сакам да отворам, да прочитам, затоа што слушам од луѓе, слушнав 5G ќе биде штетно, она викам, како бе така, чекај се да видиме од каде се тоа. Морам да видам, затоа што ако нема доказ, само ќе биде муабет, и тоа не е ништо. Затоа и поканив и уште едно другарче кое што исто во таа сфера во комуникација, само што за жал немаше време да се приклучи. Така. Не да биде само еднострано или да гледаат нас двајца, затоа што ја не сум експерт, барав некој што се бави со тоа, ете затоа и ти си, затоа и те замолив, затоа што знам дека тебе истражувањата ти се баш на таа научна на таа сфера. Така, така. За Сега да им јас што појаснам пронајдов, највише на луѓето, бидејќи ја не сум експертот, ете експерт нека каже. работата е што тешко е да се дискутира на оваа тема, затоа што на Западот исто не постојат адекватни истражувања. Друга работа е затоа што не е лесно да се спроведат адекватни истражувања. Нивото на овие радијации е толку мало, моќноста е толку мала, што за да имате добар резултат, треба да имате многу добра изолирана околина. Значи околина која што нема да има позадинска радијација од звездите што умираат или од црните дупки или од сонцето, комплетно изолирана околина. Тоа не е лесно да се финансира и друго нема да има никаков ништо да покаже. И дури да се покаже дека има некаков ефект и врз буба шваби, врз нешто, тоа ќе биде толку мал ефект што ќе биде супресиран од ефектот на неадекватна исхрана. Па еве има некои на YouTube видеа пуштаат као ете научник кој што објаснува како голем ефект има. Еве друг ефект. Ова се истражување од 70-тите, 80-тите. Воспоставено е дека милиметар вейв брановите имаат антиканцер својства. Да. Тоа се од 67,22 ГHz, истиве се користат исто за радари, health радар, Да. за мерење на притисок и крвоток и такви работи кај човекот. Значи ова се работи кои што се користат во медицина и воспоставени се дека се адекватни за тие апликации. Вика, millimeter wave exposure started at the 5th day following melanoma cell injection, suppressed subcutaneous tumor growth. Значи, туморот, меланома, кој што е на кожа и кој што знаеме дека е многу агресивен, се шири многу брзо, еден од најопасните тумори кој што доаѓа како резултат на ултравиолетови зрачења од сонцето, кое што е јонизирачко зрачење. Значи, милиметар wave брановите може да го супресираат развојот на туморот на кожа. Значи, ова се работи кои што се испитани директно на луѓе. Сега, за да ги испитаме работиве на луѓе во модерно време и на Западов, не е лесно, затоа што потребни се многу работи, како што збориме сега за коронавирусот и за ова, ќе дојдам и до тој муабет. Исто има истражувања за милиметар вейв зраците на аденовирус, кој што е многу сличен на коронавирус и е исто пневматско заболување на белите дробови. Така да, ајде, ќе го скокнам се тоа да не одзимам премногу време, немаме многу време. Немаме многу време, баш сакав да видам до кај сме со прашањава, зашто некој од нив ги спомнавме. Дали сега 5G антените шират COVID вирус и дали испуштаат chemtrails и дали летаат? На таа слика е баш ја имав став. Сега една работа што сакам да директно да ја нападнам темава е нешто што прочитав скоро и што сакам да го истражам исто со колеги. Јас сметам дека можеме да најдеме лек за коронавирусот со помош на 5G. Затоа што 5G зраците, како што е покажано во експеримент исто во Советскиот сојуз во 1975 септември и октомври, ова е пуштено во журнал што се вика Virusology, така нешто. Значи, ова е од Советскиот сојуз, испитано директно. Вели дека super high frequency millimeter waves имаат ефект на аденовирусот, така што му го попречуваат механизмот на репликација.
мислам, него попречу од механизмот директно, туку постинфекција вирусот станува многу понеопасен отколку што бил пред тоа. Значи постои начин како да се успори ширењето на вирусов ако се изложи на поголеми нивоа на радиација од милиметар брановите. Сега, работата е што тие зраци се испитани во соодветен ранг со ламда 6,5 мм и воспоставено е дека инфекцијата на келиите кој што се одвива по излажување на зраците ќе биде успорена, ќе биде инхибирана. Ако предпоставиме дека аденовирусот има сличен механизам како коронавирусот, кои што се многу слични во однос на тоа какви болести предизвикуваат, пневматски заболувања на белите дробови, јас сметам дека ако пуштиме 5G, напротив можеме да успориме ширењето на коронавирусот, не да го предизвикаме. Значи, тие некои муабети што се шират, не знам ни од каде доаѓаат, истражување покажуваат нешто сосема спротивно од тоа што муабетиве се шират, така да не знам, стварно како можам да покажам на луѓето дека луѓе по дома, претпоставувам. Да, така ќе да е. Само се надевам дека луѓе ќе може да навистина да прочитаат нешто што е поставено како експеримент, да видат каква е вистината, не да само да зборуваат помеѓу себе и рекла казала. Не е само рекла казала, работата е што многу луѓе у принцип и немаат толку соодветна едукација и денеска богами интернетов е до тој степен дојден да не знаеш ни дали да веруваш или да не веруваш на некоја информација. Факт е тоа. Така. И нормално кога ќе отвориш ти Google, очекуваш дека првите 2-3 резултати, ајде, викаш дека се адови, ама понатаму четвртиот, петиот резултат више да ти биде на тебе као посигурен. Ама не е стално така. И сега тоа е проблемот ствари. Многу лоша едукација. Ја барем имам видено неколку туторијали имаш на YouTube. Може и тие да ги пронајдам следниве денови неколку да им објаснам на луѓето како ствари да се приметат фейк ньюз или такви ствари. Значи, што многу поише ќе им даде на нив свест на некој начин да ги поанализираат информациите. Пример, типичен по дома, кога гледаме вести, не е само еден канал да гледаме 4-5 различни вести, за да видиме НЗС на све заедно, да собереме и да кажеме, од прилика тоа е тоа што не лажат. Така. Не. Да гледам едно девојче коментар пишала. Искрено мислам дека луѓето не се исплашени колку ради здравјето, туку ради контролата која би можела да се зголеми врз нив. Благодарение на 5G ќе може полесно да се спроведуваат криптовалутите за секојдневна употреба, со тоа секоја трансакција би можела да биде следена и на реал тајм. Или многу криминал да се намали, но мора да признаеме дека секоја контрола е добра, се додека не падне во погрешни раце. Кои би биле добрите страни, а кои би биле лошите страни на 5G? Прво ја мислам дека ова нема многу нешто врска со криптовалутиве, зашто ова е само трансфер као што имаш Wi-Fi рутер. А тоа што се случува од нас као комуникација, тоа е више друга работа. На основа на комуникација 5G толку е муабетов. Сега што се однесува за data mining и data science, науката за податоци, тука веќе имаме работи како machine learning, artificial intelligence и процесирање на дата и се постојат начини како да се анонимизираат овие податоци за да не може да се направи backtrace, да се следи кој што прави, како што прави. Тоа е многу регулирано од GDPR и од закони кои што ќе се воведуваат понатаму. Да, ма тоа не е темата сега. Мислам, баш беше за 5G, ќе улета таков коментар. Ние чека само да видиме до кај сме, дали во кратки црти, бидејќи време ни изминува многу брзо. Сакав да прашам, кои земји имаат 5G мрежи и кои имаат забрането 5G и баш зошто? Ова се одвива многу брзо, така да слушнав дека Белгија исто има забрането. Истиот муабет што го спомнав од журналов претходно за воведување на полиси на основа на мислење. Сега, ако луѓето почнат многу да се бунтуваат, владата нема избор, ќе го сопре 5G-то не затоа што 5G-то е штетно, туку затоа што не сака да почне крвопролевање на улиците, така, поради што само нака што заради муабет.
Тоа е нешто последно што демократска држава го сака. Сега пример, зошто не се бунтуваат тука во Норвешка? Никој нема против 5G ништо, затоа што луѓето разбираат што е 5G, донесено е консензус што е, како е работава, и ова се земји каде што прво почнуваат работи. Шведска, Финска, Ериксон, мислам Nokia се тука, соработуваме со Ериксон, со Nokia, имам другари кои што работат таму, така да ако слушнам да е нешто лошо доаѓа таму, као не смеам да зборам. Јас работам на универзитет, јас сум човек кој што нема никакви афилиации со влада или со ништо така да ако нешто лошо дојде, јас прв ќе бидам да зборам за тоа, ама финтата е што нема ништо лошо. Единствено лошо е што мобетиве се шират и луѓето стварно се напаѓаат едни со други поради никакви аргументи, тоа е. Баш тоа сакам да го потенцирам, затоа што реалноста е баш таа што ние немаме во светов, да ги подсоберам неколку држави на прсти, кои што имаат соодветна едукација и во училиштата, пример, и за осмолетка или средно негде кај што, или на телевизија, седнуваат и објаснуваат. Слушајте, луѓе, ова е тоа, ова се однесува на ова е штетно, ова не е, зашто, затоа. Немаме такви, како да кажам, информации. Сега имаме, почнуваме со учење на школите, пример на онлайн настава. Луѓево и професориве се избезумени, не знаеа од почетокот како да го направат. Ама еве го, како така почна да функционирува. Значи, више луѓево си се адаптираа за многу кратко време, почнаа да користат, да кажеме, интернет, почнаа многу состаноци да се одвиваат на интернет. Значи, можело и да не се иде на работа, можеш и од дома да ги подработуваш, за некои работи конкретно збор. Но што се однесува на луѓето и едукацијата, за да не прават, пример, вакви hearsay или fake news или немам што да правам, па ќе напишам денеска нешто интересно за да добијам многу лајкови или многу коментари. Тоа е проблем. Немаме доволна соодветна свест, да кажам, кај, можам да обвинам, значи и политиките и така натаму, мислам, стварно живееме во 21 век. Имаме достапност на интернет, не знаеме да го користиме кој што треба интернетот, но најпред све треба некој да ти го каже тоа, кој што е, пример, на власт или не мора да е на власт, некој кој научник да искочи, например, новинар да биде, па да побара од некој научници, ајде молам објаснете зошто е ова вака. Не прават такви емисии. Ја ради тоа, уствари, бев интригиран до тој степен, тебе да те поканам вака и да направиме муавет. Така. Јасно, мислам, постојат толку технологии кои што може да се искористат во корист на една држава, например. Јас живеам во Норвешка и можам да кажам дека тука се е под технологија. Кој ќе каже некој не следат, не прават ова, никој не ме замара. Кој сум ја? Јас не сум човек од интерес или нешто па некој да ме следи. Дури и да си човек од интерес па не може да те следат туку така како што луѓето мислат. А ова е општество каде што се е дигитализирано, значи ја немам потреба да појдам во ниедно министерство да завршам ништо. Тука на компјутер се директно завршувам документација. Так. Или сакате за риболов или за производство на храна или за се е дигитализирано и штом ќе искочи нешто во однос на Internet of Things или 5G, прво ќе се имплементира тука. Сега нашите да размислуваат на тој начин, да се зголеми производство, да се намалат трошоци, да се иде напред, што се вели. Постојат многу големи потенцијали за тоа, ама побитно е да се збори за буба шваби што умирале од 5G, така. Да. За жал. Да. Што да правиме? Добре, ги разбирам. Знаеш, луѓето се уплашени. Но факт е еден, најголемото нешто човекот што се плаши е незнаењето. Така е. Непознато. Тоа е како што било во средните векови, луѓето се плашеле да прифатат дека земјата е топка, дека не е рамна и ги убивале научниците автоматски ако некој дојде со такво тврдење, запали го. Слично се случува и сега, само на друг степен, во друга сфера. Така, да. Добро, да привршиме, чека да видам уште кое нешто интересно прашање дали имам. Одговоривме за повеќето работи, дали влијаат психолошки 5G технологијата, тоа не го кажавме. За тоа не постои никаков доказ. Значи, не постои доказ дека радиофреквенциите, постојат некои експерименти дека звуци, некои одредени фреквенции може да влијаат психолошки, но нема субстантивен доказ за тоа. Тоа се експерименти спроведувани од CIA, не знам, од 50-тите за контрола, mind control и се е тоа останато како conspiracy теории, не е докажано затоа што е напуштено и
откажани се такви некои сулуди верувања дека со модерна технологија можеме нечи ум да контролираме или не знам. Значи тоа останати се само муабети, така да нема доказ дека може да влијае психолошки или нешто. Така е, не го слушам кај тебе бебето плаче изгледа. Па да, кај мене бебе тука е, така да Ништо, се тоа извинувам за тоа. За денеска еве доволно е за прв пат еве да кажеме, па ќе видиме каков интерес ќе има кај луѓето. Ако сакаат воопшто да научат нешто поише, ќе се фокусираме малце поише in depth, да кажам, вдлабочиме малце поише на тема други веденови. Сега барем имаме поише време. Ти благодарам многу што просветли некои работи што ги објасни. Ке те замолам само ако имаш 2-3 минути да ги пишеш коментарите, во коментари линковиве, да можат луѓето колку толку барем да проучат или да видат ако стварно ги заинтересирало нешто вакво. Апсолутно, нема проблем воопшто. Ти благодарам многу, така. Фала уште еднаш Бруно и се слушаме наскоро. Благодарам, пријатно. А со вас, драги слушатели, се гледаме утре или заутре и слободно оставете некој коментар да видиме ако нешто конкретно ве интересира. Фала многу и се гледаме. Чао, Бруно. Пријатно. Чао, чао.